Добар ден, криптоентузијасти. Фад на пазарот, имаме доста интересен пат од вчерашниот ден. Но да видиме дали реално има некаков, како да кажам, причина за страф, дали сето ова навистина ќе вроди со некаков негативен плод. Значи, денешното видео, нормално прво ќе направиме техничка анализа на традиционалните финансии, посебно во оваа ситуација ќе се задржиме на ОПЕК и на Федералната резерва, кои што се клучни играчи во вредноста на доларот, која што нормално е и главната причина поради која што моментално се уште немаме full blown bull market. А потоа нормално ќе се вратиме на биткоин, кој што е најбитниот дел од ова видео, каде што детално ќе се задржиме на техничка анализа, овој пат на самата цена на биткоин и што моментално можеме да видиме на чартовите. Сега за почеток, прва и најбитна работа која што се уште немавме време да ја презентираме, јас ја знам веќе некое време, но не дојде ред да направиме соодветна техничка анализа. Имаше нов состанок на почетокот на овој месец на ОПЕК+, каде што овие држави, знаете и сами, тоа се најголемите производители на нафта во светот, се заедно во оваа организација која што представува картел и која што на некој начин буквално ја диригира цената на нафтата. И секоја ваква одлука досега видовме дека е проследена со одреден скок на цената. Зошто е тоа така? Од она што досега можеме да го видиме на самиот чарт, значи ако одзумираме и го ставиме ова на неделно ниво, чисто за да видите како точно изгледа, погледнете. Секогаш кога овој картел во последните 2 години имал одлука за намалување на во оваа ситуација производството на нафта, тоа вродило со практично качување на цената на истата. Првата таква ситуација која што ние почнеме да следиме на нашиот канал беше уште во мај 2023 година, каде што кажавме дека после ваквото намалување од иницијални 1,6 милиони барели на ден производство, ќе добиеме памп на цената на нафта. Зошто е ова толку битно? Значи, сето ова е поврзано нормално со самиот биткоин, затоа што напоредно со растот на цената на нафтата расте и DXY индексот. Погледнете. Буквално копија од DXY индексот е и цената на нафтата, која што во исто време се коригира, во една и во друга насока. Така. Сега, што уствари треба да заклучиме од оваа ситуација? Првиот пат кога имавме ваков тип на намалување на производството на нафта, добивме памп кој што ја доведе цената до неверојатни $94 по барел. Вториот пат кога дополнително додадоа уште 2,2 милиони барели, тоа беше во јануари 2024 година на самиот почеток, добивме исто така памп до $88 по барел нафта. И сега повторно не додаваат, но многу битна работа, овие веќе иницијално направени 1,6 и 2,2 милиони барели ги продолжуваат првата ставка од 1,6 милиони барели до декември 2025 година, значи уште цела една година од сега, година и пол практично ќе трае, а втората од 2,2 милиони барели ќе ја практично ќе ја намалуваат постепено од месец во месец до септември 2025 година. Додека втората треба да биде, како што веќе кажавме, значи постепено намалена до септември 2025 година. Рекоа дека ова ќе биде на месечно ниво, што значи дека на OPEC+, ова е нивната страна, opec.org, во прес-релисес ќе може да ги најдеме постепено како се движат новите вести, значи ова е последната 2 јуни, како што веќе кажавме. Значи овдека може да го видите ова опишано, доколку сакате да го проверите самите нормално. Значи идејата е дека на месечно ниво ќе имаме намалување на квотата тоест намалување на рестрикциите на квотата за производство. Сега, со ваквиот нов бран на така речено рестрикции, каде што истите продолжуваат, иако немаме зголемување, значи станува збор за голема количина, 2,2 и 1,6, тоа е 3,8 милиони барели на дневно ниво. Погледнете, автоматски имаме раст на цената на нафтата. Дополнително на кого тоа му помага да се повторно да добие раст? На самиот DXY, тоа е оваа портокалова линија. Значи DXY, знаете и сами, представува вредноста на американскиот долар, затоа што се уште, сега значи тоа што сега многу од луѓето дури добивме на прашање, па добро, нели престанаа да го продаваат во долари нафтата, така демек се распадна петродоларот? Не. Значи, тоа што не го обновиле договорот за петродолар, тоа не значи дека преку ноќ
никој веќе нема да купува нафта во долари. Тоа значи дека сега најголемиот производител на нафта нема исклучиво да продава нафта во долари, односно отворени се картите да може да продава во рубли, во јени, во рупи, во што сакате. Така, сега, тоа само ќе го намали и така веќе започнатото намалување, така речено, на обемот на нафта која што во светот се продава во долари. И понатаму ние во 2023 година имавме 4/5 од вкупната количина на нафтата која што се тргува во долари. Нема да правиме техничка анализа на oil чартот, затоа што оваа ситуација не е нешто посебно битен. Битно е дека иницијално ова предизвика раст на цената на нафтата, затоа што и понатаму имаме рестрикции кои што остануваат во моќ, така, се уште се применуваат. Проблемот овдека, проблем позитивно за нас ќе биде кога конечно ќе почнат да се релаксираат овие, да се надеваме дека тоа ќе биде наскоро, затоа што како што кажаа на месечно ниво, значи следниот состанок треба да биде негде на почетокот на јули и од сега па до септември постепено да се намалува оваа рестрикција. Ако тоа се случи, тогаш ќе добиваме и намалување на цената на нафтата, затоа што имаме што повеќе производство. Значи сега имаме блокирање на производството на овие земји кои што се овдека ставени поред во износ од 3,8 милиони барели на ден. Кога вие ќе почнете да ги намалувате овие рестрикции и овие производители да може што повеќе нафта да произведуваат, тогаш автоматски ќе добиеме и пад на цената на нафтата, затоа што имаме повеќе нафта на пазарот. А со тоа и пад на цената на доларот. Значи да, постепено кога ќе дојдеме во ситуација каде што мнозинството од цените на нафтените трансакции ќе бидат надвор од доларот, тогаш ова веќе нема да биде некој голем феномен, нема да има толку голема корелација. Но сега за сега, каде што и понатаму поголемиот дел од трансакциите за нафта се во долари, се уште е многу голема улогата на цената на нафтата наспроти цената на доларот. Така да ова е една од главните причини поради кои што и понатаму добивме висока цена на доларот. Сега ќе направиме кратка анализа на цената на доларот, тоест самиот DXY чарт, само момент, со цел да видиме што се случува со истиот, а потоа ќе образложиме која е втората причина поради растот кој што го имавме, а нормално знаеме, тоа е самата Федерална резерва и тоа што одлучија да и понатаму него променат практично нивното очекување за rate cuts. Значи на неделно ниво гледаме дека и понатаму се движиме во оваа триаголна формација, која што во оваа ситуација очекуваме да се скрши во надолна линија. Зошто е тоа така? Затоа што веќе се ногаме доста високо, посебно кога станува збор за rate cuts. Односно, самата висина на моменталните, само да ги ставиме, Fed Funds, на моменталните каматни стапки на Федералната резерва, го држи доларот во се уште висока цена. Историски гледано, можеме да видиме дека секогаш кога ќе добиеме rate cuts, последователно, можеби не веднаш, но доларот почнува да се намалува на вредност. И сега повторно ова многу пати сме го објасниле, само накратко ќе објасниме. Значи почнува со принтање Федералната резерва, rate cuts најчесто почнуваат и со quantitative easing, што е самото принтање на пари. Со тоа се намалуваат и каматните стапки по кои што се позајмуваат овие ново произведени пари и автоматски колку повеќе долари на пазарот, толку повеќе нивната вредност се намалува. Тоа можеме да го видиме е многу добро видливо од последните rate cuts кои што беа направени во јули 2019 година, нормално поради пандемијата, но тоа не го менува фактот. Rate cuts се намалуваат каматите по кои што се позајмува кешот кој што се произведува во Федералната резерва, што повеќе производство на кеш, автоматски имаме пад на цената на доларот и изголемување на инфлацијата. Во оваа ситуација што чекаме моментално, значи за разлика од 2019 година, каде што во тоа време, значи погледнете, стапките биле 2,4%, сега стапката, каматата на Федералната резерва е 5,5%, што значи дека од сега има и многу поголем ефект да биде врз самиот долар, а и многу по-долг се надевам кога конечно ќе почнат со rate cuts. Сега ќе разговараме за самите rate cuts, нормално тоа е следниот дел, но пред да почнеме таму би сака само накратко да ги погледнеме индикаторите за DXY. Значи проблемот со DXY е што дури индикаторите да се високи како во оваа ситуација, имаме и RSI и сток RSI на вредност од 60, значи имаме припремене за пад, значи со сигурност. Проблемот е што сето многу лесно може да се промени кога имате Федералната резерва и самата цена на нафтата, кои што се два главни фактори кои што држат
вредноста на доларот се уште висока. И на месечно ниво, погледнете. Значи имаме RSI кој што е 56 и сток RSI кој што е 65. Погледнете колку екстремно висок е моментално за разлика од претходни историски трендови. Каде што претходните bear маркети, погледнете, почнувале буквално каде што сега се наоѓа самиот RSI. Така, значи еве го bear маркетот од 2020 година. Погледнете, RSI бил на исто ниво, се извинувам, сток RSI, па и RSI биле на исто ниво во тој момент. Така. Значи, тоа е она што се обидам да ви кажам дека ние се уште не сме ни почнале со главниот пат на DXY, а на месечно ниво гледаме дека тоа наскоро ќе се случи. Зошто го велам тоа? Погледнете го Болинџер бендот. Кога ќе имаме, да речем, во собирање на ваквиот Болинџер бенд, значи истиот експлодира во една или во друга насока. Во оваа ситуација, значи ако немаме повторно, да речем, војна помеѓу Израел и Иран поради Либан, или ако немаме, не знам, некоја катастрофална последица од некој Black Swan евент кој што веќе сме го спомнали или можеби не сме го земале ни во предвид, тогаш уште јас ќе напоменам, верувам дека насоката во која што ќе се движи доларот е надолу. Дополнително да не го забораваме овој канал, кој што до сега беше и поддршка и отпор на цената на DXY, каде што во оваа ситуација гледаме дека и понатаму представува отпор и потенцијално очекуваме цената да продолжи надолу кон долниот дел на овој канал, кој што до сега во два наврати бил дно на bear маркетите на DXY. Така да тоа е во однос на месечно ниво, гледаме дека и понатаму имаме доста големи изгледи дека ќе продолжи во надолна линија. На неделно ниво кажуваме дека го имаме овој bull market, тоест извинувам, овој триаголник, триаголна формација. Проблемот е што и понатаму погледнете. Значи во неколку наврати успеавме да поминеме под средните вредности на Market Cypher, под bull market support бендот, но за жал истите и понатаму останаа да бидат поддршка. Нормално ова е поврзано и со фактот дека и понатаму имаме позитивни вести за DXY. Тоа е главната причина која што моментално го држи доларот да биде во висока вредност. Но, уште еднаш ќе напоменам, значи кога конечно ќе се промени ова, кога конечно Федералната резерва ќе мора да почне со rate cuts, а рековме дека тоа е неминовно, а сега ќе разговараме и зошто, ќе го анализираме dot plot план, ќе анализираме што очекуваме од инфлацијата и невработеноста, како нормално и претседателските избори, и многу битно и најбитно да речем во оваа ситуација е банкарските нереализирани загуби. Тоа се причини кои што не му даваат на Фед да продолжи со ваквата политика, значи прашање на време кога ќе добиеме rate cut. А одека гледаме дека горната граница на овој триаголник и понатаму продолжува да биде тоест отпорот на цената да пробие нагоре и со тоа очекувано дека ќе добиеме корекција надолу. Тоа би било одлично во овој момент каде што биткоин чартот е доста препродаден. Значи, пад на DXY би бил многу добар катализатор за движење на биткоин нагоре. Сега, во оваа ситуација, значи, ова е официјалниот dot plot план од јуни 2024 година, од 12 јуни се извинувам, пред 2 недели, но немавме време да го обработиме соодветно, каде што битна работа која што треба да забележиме, значи ќе ги погледнеме central tendency, односно кои се рамките во кои што очекуваат да се придвижат главните фактори кои што на некој начин насочуваат работата на Федералната резерва. Првиот ни е невработеноста, која што гледаме од 2024 до практично 2025 се очекува да остане околу 4, па дури да надмине 4%. PCE инфлацијата од 2,5 до 2,9, тоа е доста далеко со оглед на фактот дека CPI PCE инфлацијата е 3,4%. Што значи дека они очекуваат значителен пад на инфлацијата во следниот период во оваа година, во втората половина. Зошто го велам тоа? Ќе оставиме кор инфлацијата за момент, ќе погледнеме PCE инфлацијата. Погледнете. Значи, од почетокот на година гледаме дека никогаш не била ниту блиска до нивните проекции од 2,5 до 2,9, значи со исклучок на овој еден месец, тоа е во јануари, на самиот почеток, гледаме дека и понатаму е доста висока во однос на оно што го очекува. Да не забораваме дека и понатаму, значи сите ни е тоа јасно, Мурика ги манипулира овие податоци. Во однос на тоа што им е битно и што треба да се прави моментално, дали им е побитно доларот да биде јак или пак можеби да го ослабат моментално заради економијата, знаеме дека ги диктираат овие податоци. Тоа е реалност, значи дали ви се допаѓа или не, тоа е реалност. Но сакале или не, целата економија се води по овие податоци. Па затоа мораме да се водиме и ние, затоа што едноставно не можете да одите против на пазарот, значи морате да одите со пазарот и да ги следите сите овие моментални случувања. Тоа е поентата на економијата. Економијата не познава страни политички ориентации, економијата познава статистика и бројки.
Така да во оваа ситуација она што треба да го забележиме е дека и понатаму се далеку од нивните очекувања, а ги ставиле со причина. Што значи дека они очекуваат дури за 1% потенцијално да падне инфлацијата од јуни па до декември, затоа што ова е проекција која што ја дале во јуни. Така, може би не цел процент, но барем за половина под 3%. Што значи дека можеме да очекуваме дека во наредните месеци ќе добиеме оладување на инфлацијата, што е крајно позитивно за нас. Зошто? Три причини во овој момент се главни за Федералната резерва да мора да ја промени својата политика. Првата причина е работата на Федералната резерва. Така, значи Федералната резерва има два мандати или две основни функции кои што треба да ги врши. Првата е да ја држи инфлацијата на ниско ниво, зборуваме во границите на до 2%, тоа е сонот на секоја Федерална резерва, додека втората е да ја држи невработеноста под контрола. Со тоа што невработеноста се наоѓа буквално на граница на надвор од контрола. Зошто го велиме ова? Можеме да видиме дека најчесто кога и да успеала да надмине 4%, истата излегувала од контрола. Погледнете. Значи кога и да била блиску до 4% во минатото, потоа излегувала и правела голем скок. Ние моментално се наоѓаме на долг период под 4%, кој што гледаме дека историски дури и не е забележан во долги наврати, така да во оваа ситуација верувам дека тоа наскоро ќе се промени. Што значи колку е повисока невработеноста, толку подобро за нас. Колку повеќе се наоѓаме над 4%, толку поголем е притисокот врз Федералната резерва да мора да почне со rate cuts. Затоа што колку повеќе ја рестриктирате самата економија, скапо е позајмувањето на пари поради високите каматни стапки на Федералната резерва, автоматски вие ги принудувате работодавачите и компаниите да отпуштаат луѓе. Со тоа што моментално се наоѓаме на 4% за прв пат после 2 години. Со тоа што следниот податок за невработеност ќе го добиеме во на 5 јули. Така да на 5 јули ќе знаеме ако имаме над 4%, тоа е одлично за нас. Значи тоа е многу добра информација за нас колку е повисока невработеноста на 4%, затоа што над 4% веќе се рачуна дека невработеноста е во критично ниво. 4% е нивото под кое што Федералната резерва сака да го држи овој индикатор. И втората и најбитна, барем во овој дел, побитна дури од невработеноста, побитно им инфлацијата од невработеноста, верувајте ми, историски докажано. Значи CPI, кор инфлацијата е одлична, со оглед на фактот дека истата падна за 0,2% 2 месеци поред на 3,4. И понатаму останува да дојдеме до 2%, која што е посакуваната, која што никогаш нема да стигнеме, но поентата е дека колку повеќе имаме пад на инфлацијата и на кор и на CPI, како што многу пати сме кажале, кор инфлацијата е инфлација без да ги земе во предвид добрата и услугите во прехранбената и нафтената индустрија, а CPI ги зема сите. Со тоа што следниот податок ќе го добиеме на 11 јули и ќе имаме многу поцелосна слика за следниот состанок на Федералната резерва. Значи, да сумираме. Колку поголем пат имаме на следните податоци за кори CPI инфлацијата и колку поголем скок имаме на невработеноста, толку поголем ќе биде притисокот врз Федералната резерва од првиот фактор. Што значи, засега и понатаму 90% од луѓето очекуваат дека нема да имаме rate cut на 31 јули, кога е следниот состанок на Федералната резерва. Битно е ова да се промени, се разбираме. А колку повеќе ќе имаме промена во насоките кои што веќе ви ги кажав за инфлација и неработеност, толку поголема ќе биде и промената во луѓето кои што очекуваат дека ќе имаме прв rate cut потенцијално и во јули. Втората причина за која што треба да разговараме е председателската кампања. Значи, Федералната резерва работи директно под покровителство и насоки на председателот на Мурика. Они може да кажат што сакаат, тоа е реалноста, така функционира. Зошто го велам тоа? Значи, председателот на Мурика е тој кој што ја одредува главната економија. Дали ќе биде рестриктивна, дали ќе биде насочена кон економски развој, дали ќе биде насочена кон дигање на инфлација, спуштање на инфлација. Значи, тоа е главната кампања која што најчесто председателите си ја зацртуваат и се движат кон истата. Затоа председателот има право да зголеми данок, да намали данок и да не забораваме на многу битна работа дека председателот на, тоест како и да го нарекувате канцеларот на Федералната резерва, во оваа ситуација гериатрија Джером Пауел, е директно избран од неговиот колега председател, односно гериатрија Џо. Така да, не може мене некој да ми каже дека председателот тебе те бира како председател на, тоест канцелар на Федералната резерва, а ти не му помагаш на председател. Добро, нема проблем. Нема проблем, значи на друг кажете му. Што значи дека во оваа ситуација, сега да сумираме зошто е ова толку битно. Доколку сакаат геноцид гериатрија Џо
да има следен мандат од 4 години. Уште еднаш ќе кажам, Дедо Мраз, кога те замолам, една работа барам, уште 4 години геноцид Джо. И веќе нема да постои ни Америка, ни па нешто ќе има од таа западна сила. Како и да се вратиме на темата, значи, ако сака следен мандат, мора да направат барем фиктивно дека ова негова Байденомикс, како што они нарекува, Господе Боже, значи ќе функционира и дека ќе допринесе нешто за на некој начин на подобрување на економијата. Значи секојдневните луѓе кои што треба да го гласаат, не ги интересира да им кажете вие дека земјата напреднала и моментално имало 2% GDP раст, што било одлично во мерките на тоа што го очекуваат. Не ги интересира тоа. Секојдневните луѓе ги интересира нивната куповна моќ да се зголеми. Во оваа ситуација, како доаѓаме до намалување на да речем rate hike, значи како ги намалуваат, како добиваме се повеќе rate cuts, така повеќе рестрикциите паѓаат, односно капиталот станува поевтин, во оваа ситуација секој може да земе кредит, секој може да купи што сака, неговите на некој начин пари вредат повеќе, се разбираме? Значи тоа е она што сите го посакуваат и во оваа ситуација, затоа уште еднаш ќе напоменам, rate cuts се крајно битни. Не толку многу за самиот ефект кој што ќе направат, затоа што е потребно време за да имаме ефект. Значи потребно е време, како што видовте, за цената на DXY да порасне. Значи еве, само да го покажеме тоа за луѓето да им стане јасно. Значи rate cuts и rate hikes не функционираат преку ноќ, така? Значи погледнете. Ние имавме rate cuts, така, значи во првата беше февруари 2022 година, но како се движевме нагоре, погледнете. Така и цената на доларот се движеше нагоре, така? Значи секој rate cut дополнително ја дигаше цената на доларот. Значи дека не добивме ние врв веднаш кога почнавме со rate cut, така? Значи целите овие 2 години и понатаму цената значи растеше додека дојдовме до оној врв кој што го достигна DXY. Истото ќе биде и за надолу. Значи ние ќе треба да добиеме последователно неколку rate cuts пред конечно да почнеме со солидно намалување на DXY, а раст на се останато. Се разбираме? Така да нема да биде преку ноќ. Но иницијалниот бран кој што ние го добиваме во оваа ситуација поради FOMO, Fear of Missing Out, најчесто предизвикува да има многу посилно влијание од тоа што реално има на пазарот, се разбираме? Односно, што тоа значи во инвеститорскиот свет? Кога почнувате со rate cuts, автоматски почнувате со bull market, се разбираме? Го видовме тоа од претходниот bull market, го покажавме нели дека rate hikes, доларот почнува да се движи нагоре, rate cut, доларот почнува да се движи надолу, така? Ако доларот се движи надолу, значи дека се останато се движи нагоре. Биткоин, S&P 500, NASDAQ, се, така? Затоа што почнува да се намалува вредноста на доларот, а останатите ствари кои што се мерат во доларот почнуваат да растат во нивната вредност. Сега, зошто е ова толку битно? Реално, дури да почнат сега со rate cuts, многу малку од тоа ќе види народот во Мурига, да се разбереме. Но треба да почнат. Зошто е тоа битно? Затоа што оној иницијален бран кој што ќе го добиете на раст на S&P 500 NASDAQ ќе предизвика фиктивна состојба во која што наводно Bidenomics функционира. Се разбираме? И во оваа ситуација вие имате во јули и во август главните конвенции на овие две ламји, магар и слон, значи како да ви кажам, тоа што они има магар и слон за фигури на нивната партија, треба се да ви објасни за Мурика, како и да е. А на 10 септември ние ќе имаме така речено, нели, најбитната председателска дебата, така. Што значи дека до тој момент на Бајден му треба нешто да испадне со нешто да се пофали. Со што ќе се пофали? Со инфлација која што е се уште надвор од контрола. Со што ќе се пофали? Со тоа што ги уништи економиите на своите партнери поради тоа што DXY е премногу висок. Значи, нели, уште еднаш ќе напоменам. Ние до септември, тоа е практично следниот состанок на 18 септември. Верувам дека е премногу доста за да почнат со rate cuts. Се разбираме? Затоа јас мислам дека голема веројатност дека во јули ќе добиеме пресврт кој што никој не го очекува, а тоа можеме да го видиме и во нивниот дотплот, посебно во дотплотот. Се разбираме? Значи дотплот, односно тоа се точките кои што се, значи тоа се колку точки толку гувернери кои што одлучуваат за тоа колку rate cut очекуваат да има во текот на оваа година. Каде што гледаме дека од 5,5, каде што сега моментално се ногаме, па до 4,75 има потенцијално два rate cuts до крајот на година. Така, што значи дали ќе биде јули или септември, сите гледаме дека голема веројатност дека тоа ќе се случи. Уште еднаш ќе напоменам,
Нас ни е битен оној иницијален памп кој што ќе го добиеме од почеток на rate cuts. Затоа што почеток на rate cuts веќе покажуваме што значи, уште еднаш, од историски гледано, кога ќе добиеме rate cuts, очекуваме и вредноста на доларот да почне да паѓа. Кога вредноста на доларот почнува да паѓа, што се случува со ризичните добра? Истите почнуваат да растат енормно. Што значи, ова е една од главните работи кои што треба да се случи за да добиеме солиден bull market во следната година дена. И последната, и можеби најбитна причина, и покрај фактот дека имаме претседателски избори кои што, ако сакаат геријатрија Џо да победи, неминовно мора да почнат со rate cuts, доаѓаме до последната, уште еднаш ќе кажам, можеби најбитна, да речем, причина зашто ова треба да се случи. Bank runs. Значи веќе го објаснивме тоа во вчерашното видео, ако не сте го погледнале, ви препорачувам да го погледнете, иако се однесува на Јапонија. Значи сето тоа главниот проблем и понатаму останува во Мурика. Затоа што и понатаму имаме банки кои што имаат повеќе од 570-550 милиарди во нереализирана загуба. Ова може да се промени само доколку Федералната резерва ја промени својата политика, која што ќе предизвика намалување на нивните каматни стапки, со тоа ќе се намали вредноста на DXY и да не забораваме зошто е тоа толку битно, затоа што Федералната резерва ќе почне да купува долг од Мурика. До сега Мурика беше принудена, односно нивната влада, да го продава, односно нивниот трежери, да го продава својот долг на физички правни лица и држави надвор од државата и некои кои што заинтересирани внатре во државата. Но главниот купувач на американски долг и од понатаму останува да биде Федералната резерва. Кога ќе почне со quantitative easing, почнува да го купува овој долг, автоматски вие доаѓаме во ситуација каде што веќе Федералната, трежерито не мора да ги држи толку високи стапките по кои што позајмува со цел да примами капитал и на тој начин доаѓаме до намалување на овие стапки во нормала, односно ќе имаме повторно враќање на оној yield curve за кој што зборувавме, каде што колку повеќе ќе се враќа во нормала, толку повеќе и ова нереализирана загуба на банките ќе се намалува. Затоа што ќе бидат намалени практично процентите по кои што позајмува пари од светот трежерито на Мурика и на тој начин практично луѓето ќе бидат покомпетентни да купат од овие пониски каматни стапки по кои што позајмувале банките во текот на претходните 2-3 години. Автоматски ќе се намали ова загуба која што моментално е енормна, која што може преку ноќ да предизвика катастрофални последици поради најголемиот bull market, bank run, кој што некогаш сме го виделе. Уште еднаш, ако го погледнеме овој чарт, само за да разберете колку е ова страшно, 2008-2009 година, кој што беше најголемата финансиска криза која што сме виделе, ќе биде мало маче. Значи ќе биде како да сме направиле тест-ран. 63 проблематични банки има со 517 милиарди долари во загуба во моментов. Замислете што може да се случи. Уште еднаш, кој е тој што може ова да го спречи? Федералната резерва. И тоа не со еден rate cut, туку со 5 rate cuts во наредните 5 состаноци, се разбираме? Или во спротивно ќе им се случи ова. Само што пак ќе кажам, ова ќе се случи во моментот кога ќе настане паника. Сега за сега се уште немаме паника, затоа и во оваа ситуација се уште не се случило такво нешто. Иначе загубите се таму, само треба да се реализира она што го зборувавме во вчерашното видео. Ако не сте го погледнале, вратете се и погледнете. Сега сакам да направам и анализа на S&P 500 и Nasdaq, кој што долго време не сме ги анализирале. Значи, прва и најбитна работа, и покрај тоа што се на нови all-time highs, Fear индекс е 39, не знам што да кажам, ја очекував дека ќе биде 75, искрено, сега го гледам, не сум го погледнал последните недела дена искрено, пошто не се фокусирам толку многу на самите S&P 500 и Nasdaq. Нели, не сум заинтересиран за 30% на годишно ниво. Нели, тоа е таа заработка, но една многу битна работа која што мораме да забележиме е дискорелација на пазарот. Она што јас го зборував, нема веќе корелација помеѓу биткоин и Nasdaq и биткоин и S&P 500. Значи, еве ви прост пример уште еднаш, дискорелација, погледнете. Во овој момент имаме раст на S&P 500 нагоре, а имаме пад на биткоин. Ако го погледнеме тоа и на Nasdaq, ќе видиме дека е истата ситуација, погледнете. Значи имаме раст на Nasdaq, раст на S&P 500 во нов all-time high, а пад на биткоин. Уште еднаш ќе напоменам, иако можеби генерално самиот циклус ги носи во иста насока, тоа не значи дека ќе стасаат таму на ист момент.
Од друга страна, сега веќе со оглед на фактот дека биткоин станува зрело средство на пазарот, тоа е многу битна работа. Значи имаме ситуација во која што големи инвеститори инвестираат во ова добро. Голема е веројатноста дека самиот биткоин ќе биде користен како средство за скок. Зошто го велам тоа? Каде што луѓето направените профити кои што ги направиле во S&P 500 и Nasdaq, можно е да ги префрлаат во биткоин кој што се уште не успеал да стигне на тие височини каде што моментално се наоѓаат S&P 500 и Nasdaq. Ова е нешто што е возможно и што гледам дека веќе луѓето почнуваат да зборуваат, но останува да видиме дали ќе се случи. Како и да е, значи нема нешто многу да се зборува моментално, освен фактот дека S&P 500 и Nasdaq се во крајно висок дел од нивниот така речено bull market, каде што и понатаму и RSI и сток RSI се екстремно прекупени, значи 73-78 е многу високо на неделно ниво, ако мене ме прашувате. Да видиме што се случува на месечно ниво. Значи на месечно ниво погледнете и сами, значи ова ретко кога се случувало претходно, погледнете, значи на претходниот врв ние сме имале толку висок сток RSI, па дури RSI би рекол. Значи погледнете се наоѓаат на идентично ниво од 2021 година bull маркетот, каде што RSI на 70, сток RSI на 87. Ова е премногу високо ако мене ме прашувате, а идентично е и со Nasdaq. Односно си бара корекција ако мене ме прашуват, истата ситуација. Погледнете, значи можеби малку е повисоко дека RSI, но како и да е сток RSI се наоѓа на истиот момент каде што се наоѓа во многу високо ниво. Значи, она што ме буни искрено да ви кажам во оваа ситуација е фактот дека и понатаму Fear and Greed индекс е 39, не можам да разберам како, значи не можам да разберам, ова е нелогично, но како и да е, значи добро е за нив, супер. Е сега, знаете што е интересна работа? Гледајте колку голема разлика. Russell 2000. Каде е врвот овде? Го нема, така? Значи ова е сега. Она што ние го гледаме во Total 1, 2 и 3, овдека може да го видите во S&P 500, Nasdaq и Russell 2000. Погледнете. Значи, интересно, ова е како алткоините на традиционалните финанси и да ви кажам дека е иста ситуација. Погледнете. Значи, ако погледнеме Total, каде што ги имаме, нели, без стейблкоини, биткоин, етериум и сите алткоини. Така, гледаме дека се наоѓа практично на претходен all-time high. Ако погледнеме вториот, каде што етериум го нема биткоин, само етериум и алткоините, гледаме дека е негде на средината од претходниот, да речеме all-time high во оваа последна корекција. Така, додека нормално третиот каде што го немаме ни етериум е уште пониско. Така. Истата ситуација може да видите и овде. Зошто го велам тоа? Затоа што S&P 500 се најдобрите 500 компании во Мурика. Така, значи само да го најдем индексот. Значи S&P 500 ги има 500 најдобри индекси и маркет капитализација на во Мурика. Nasdaq е неговите 1000, ако не се лажам сега, не е ни битно, не ни менја нешто многу, додека Russell 2000 представува 2000 од топ 3000, но подолните, се разбираме. Значи не топ 1000, туку од топ 2, тоест од топ 1000 до топ 3000, се разбираме. Значи повторно се 3000 најдобри компании, но ги зема од 1000 до 3000. По големина и по индекс. И што можеме да видиме овдека? Значи, една интересен момент ќе направиме. Сега овдека ќе го додадеме S&P 500. Чисто да видиме корелација и да видиме како изгледа. Така, погледнете. Она што ние постојано го зборуваме, погледнете. Истата ситуација како кога ги споредувавме алткоините и биткоин. Погледнете што се случува. Прво кој почнува да се движи нагоре? S&P 500, а потоа почнува да се движи Russell. Така. Прво кој почнува да се движи нагоре? S&P 500. Russell и понатаму акумулира. Значи дека се уште не сме почнали да се движиме нагоре. Што значи дека големите компании кои што уствари го прават S&P 500 раста, оние 10 chosen Microsoft, Nvidia, Apple и понатаму, тие се тие кои што и понатаму напредуваат. Останатите гледаме дека стагнираат, како што можеме да видиме во оваа ситуација. Сосема нормално, слично на оно што го гледаме на алткоините. Значи дека и традиционалниот пазар се наоѓа на исто место кога станува збор во однос на алткоини. Ништо страшно, пак ќе кажам, и понатаму се движиме во следниот bull market, со тоа што во оваа ситуација малку понапред се Nasdaq и S&P 500. Тоа може многу лесно да се смени. Пенкрат кој што го очекуваме и ќе видиме тоа каде се наоѓаат S&P 500 и Nasdaq, а каде се наоѓа биткоин. Сега, 4 битни причини поради кои што моментално имавме фад на пазарот, значи ова е фад, ова е класичен фад на пазарот, се извинувам, 3 причини. Фад на пазарот, значи ова немаше никаква причина зашто цената на биткоин понатаму ќе продолжи да паѓа, туку ова беше апла, значи резултат на вести на пазарот.
Првата вест која што мене искрено ме збунува, не можам да разберам зошто ова се случува, ако се сеќавате, значи јас на нашиот канал уште на почетокот на годината, еве, значи веста 26 декември, и тоа не само оваа вест, него имаше двајца од луѓето кои што гледаат нашиот канал кои што ни потврдија дека добиле од Mt. Gox биткоин кој што им бил, нели, кој што им е држан 10 години, така. Не можам да разберам зошто најнаш добиваме вест од типот ќе почнат во јули. Значи погледнете сега. Овие 140.000 биткоини кои што треба да бидат делени назад на оние кои што нели нормално се уште не си ги добиле. Значи тоа е уште 2014 година хакот на Mt. Gox, нема да навлегуваме премногу во тоа. Идејата која е? Вели дека ќе почнат во јули и тоа се очекува дури и практично да завршат многу брзо, односно веднаш да биде се распределено на оние кои што практично треба да си ги добијат назад овие биткоини и биткоин кеш. Каде е сега овдека проблемот? Уште еднаш ќе напоменам. Значи погледнете, ова е вест од декември, значи почетокот практично на 2024 година, дека погледнете, почнале да ги примаат овие биткоини и биткоин кеш. Не можам да разберам како сега значи човек кој што има, нели, ми го покажа мејлот дека примил, не може да разберам зошто сега. Сега најнаш испаја ситуација каде што вели во јули ќе почнуваат, па ќе почнати се луѓе, мене неколку пати до сега ми пиша дека примаат. Кој да знае, не знам, но една од главните причини кои пошто имаме фад на пазарот се овие 140.000 кои што треба да почнат од јули да ги исплаќаат, но пак ќе напоменам, не заборавајте дека многу од луѓето кои што треба да им се врати овој биткоин, првенствено знаат точно колку биткоин вреди, иако од 2014 година биткоин бил $500, тоа не го менува фактот дека они знаат каде се движиме во следниот бул маркет, што значи дека голем дел од нив потенцијално и нема да продаат. А оние кои што ќе продаат, тоа потенцијално би го направиле OTC, не верувам дека ова би правило некој голем пресврт на пазарот. Дури и тоа се случи, тоа ќе биде некој краш, флеш краш. Значи, тие ќе продаат, цената ќе падне, оние кои што сакаат да купат, ќе купат и тоа ќе биде се. Но како и да е, тоа е вест која што ќе продолжиме да следиме, значи во текот на јули треба да добиеме, препоставувам, грото од враќањето на биткоин и биткоин кеш. Биткоин кеш не е интересира, нормално заинтересирани сме за биткоин. Втората вест која што исто така страф на пазарот донесе доста беше фактот дека германската влада моментално 195 милиони вреден биткоин префрлила на 4 различни менувачици, од кои 3 се познати, Kraken, Bitstamp и Coinbase. Но повторно не заборавајте, тоа не го менува фактот дека ова е OTC продажба. Само фактот дека они ги пренеле овие коини на менувачниците, пак ќе кажам, никој не продава на спот, значи не може да види чекувате дека Германија ќе продава на спот биткоин, се разбираме. Че они нормално ќе продаваат OTC, но самиот факт, уште еднаш ќе напоменам, веста која што некој ги следи овие новчаници, затоа што Германија поседува неофицијално 50.000 биткоини од оборување на торент мрежа movie2k.to во Германија. Значи овие 50.000 биткоини практично само дел од нив, значи вреден 130 милиони, затоа што вкупната вредност се проценува на 3 милиарди, значи ова е така речено ронка од тоа што го поседуваат, значи ја преместува на 19 јуни на менувачниците кои што веќе ги спомнав. Така да ова е големиот страф, ништо посебно, значи овие количини на биткоин, LGBTC ги дампа секој ден, да не заборавиме, значи тоа ќе го покажеме сега. Значи Grayscale продаат толку биткоин на дневно ниво, не гледам кај е проблемот овдека. И нормално, она што на сите ни е познато, после халвинг голем дел од мајнерите се принудени да продаваат. Зошто е тоа така? Затоа што нивниот профит, погледнете овдека, значи многу јасно објаснето, нивниот профит паѓа енормно, значи паѓа половина. Ова што гледате, да речем ова практично плава линија е профитот кој што им паѓа на дневен ден кој што го мајнаат така речено, и затоа се принудени да продаваат по голема количина на биткоин со цел да можат и понатаму да продолжат со мајнинг, со одржување, со купување нови машини, сервисирање и така натаму. Се разбираме? Значи дека ова е сосема нормално, ова не е ништо ново. Значи фактот дека секои 4 години имаме халвинг е нешто што веќе сме го виделе многу пати и секогаш резултирало со поголемо продавање од мајнерите кои што мораат нормално да го прават тоа за да продолжат да функционираат. Сега, следното нешто кое што сакам да го спомнам е нормално техничка анализа на биткоин, но пред тоа да го направиме, само накратко ќе се осврнеме на што се случува со биткоин спот ETFs. Значи, гледаме и понатаму од оној врв кој што го постигнавме на 7 јуни, гледаме и понатаму паѓање постепено на
вкупната количина на биткоин кој што е во рацете на институции. Пред да продолжиме понатаму на вториот дел кој што сакам да го спомнам, значи моментално овдека почнуваат да се појавуваат и државите кои што држат биткоин. Значи погледнете, Хонг Конг, а сега овдека наскоро ќе ги добиеме верувам и Австралија и не знам Лондон и така натаму. Значи сите оние кои што моментално имаат берзи, се уште тоа не е надградено, но верувам дека наскоро ќе ги добиеме, каде што ќе можеме да следиме што се случува низ целиот свет. А многу битна работа е фактот дека на така речено крајот од секој ден, нели знаете на farside.co.uk, Bitcoin ETF Flow, можеме да видиме дека во последните 2 недели, почнувајќи од 10 јуни, значи имаме outflow со исклучок на неделни 2 дена, значи имаме солидни outflows, каде што нормално поголемиот дел доаѓаат од GBTC, и тоа нормално можеме да видиме дека го афектира и количината на биткоин која што GBTC ја поседува. Погледнете, стигнаат до 276, а има 600.000 биткоини. Само да ви кажам што се случува со погрешно менаџирање на компанија, еве што се случува. Значи, буквално претходно беше половина, сега е практично 1/3 од вкупната количество на биткоин кој што го посетува, што значи дека катастрофа. Значи секоја чест GBTC ја усра, браво за сите пари, но како и да е. Што побрзо се елиминира, што побрзо луѓето испаднат од тој фонд, толку веќе нема да гледаме крварење на дневно ниво. Што значи дека дел од продажбите кои што ги гледаме и намалувањето на цената потенцијално и од излез на одредени луѓе кои што се во институционалните биткоин спот ETFs, но не заборавајте дека они не ги продаваат, уште еднаш ќе напоменам, исто како веста со Германија. Не се продаваат овие биткоини на спот, се разбираме. Значи, овие биткоини се продаваат преку OTC, за кој што е задолжен од 9-7 се преку CoinDesk, така се извинувам, преку Coinbase, кој што прави OTC. И вчерашниот пат нормално покрај овој фат предизвика да ликвидираме уште 300 милиони лонг позиции, затоа што цената проби под 60.000. Битно да се каже, значи ваквата ликвидација на леверидж, значи не да сме изчистиле леверидж, не да сме изчистиле, погледнете, значи само лонг леверидж има уште од, погледнете, од овдека да речем да почнеме, значи уште од 5 март само лонг леверидж се чисти, значи сега веќе нема лонг леверидж. Сега замислете колку шорт леверидж има од нас па нагоре, кој што верувам дека ќе биде обратна ситуација која што наскоро ќе ја видиме, и гледаме дека се најдовме на 30, значи само што не сме влегле под 30, веќе влегуваме во Extreme Fear. Последен пат не се сеќавам кога сме биле во Extreme Fear, значи еве сега ќе ви покажам. Погледнете, еве кога сме биле на индекс од само да уште еднаш, моментално се ногаме на 30, така. Да видиме кога последен пат сме имале 30 индекс. Еве кога, погледнете. Тоа било во август 2023 година и погледнете што се случило после тоа. Август 2023 година бевме практично скоро година дена пред халвинг. Значи погледнете кога последен пат сме имале толку многу страх на пазарот, што се случило следно. Уште еднаш нормално, не мора тоа да биде копија повторно, можеби овој пат ќе продолжи уште малку, можеби истиот ќе престане веднаш. Не можеме да знаеме затоа што има премногу играчи и премногу критериуми на пазарот, но долгорочно знаеме каде се тоа се движи, знаеме што да очекуваме од биткоин, а потоа и од алткоините. Ако не сте го погледнале, погледнете го видеото претходниот понеделник во понеделник, каде што разговараме за биткоин наспроти алткоини, каде што детално објаснуваме што очекуваме во следниот дел од пазарот, баш од страна на биткоин против алткоин. А сега за биткоин конкретно, уште еднаш ќе напоменам и понатаму се ногаме на овој масивен, значи bull flag формација која што моментално гледаме овде, кој што уште еднаш чисто за информација за они кои што моментално го следат овој чарт, да видиме што очекуваме од овде ќе го сметам, значи нема ли да го сметам од самото дно, чисто за информација што очекуваме во оваа ситуација. Значи овој bull flag формација, потенцијален излез од истиот, очекуваме цената да ја доведе до, погледнете сами, негде околу 83.000 би било реализирање на овој bull flag формација која што ја гледаме моментално. Со тоа што уште еднаш погледнете, целиот овој регион од 80.000 па до 73-74.000 очигледно представува солиден опор на цената на биткоин. Но и понатаму се реализира ова знаме формација. Погледнете, значи дефиниција на знаме формација со тоа што моментално имаме две битни тренд линии, едната е нормално 60.000, а втората ни е оваа тренд линија која што практично погледнете. Значи претходно била отпор, сме успеале да ја пробиеме моментално и што правиме? Правиме ритест на истата пред продолжување кон нагоре, значи кон следните нивоа нагоре. Само да дали имаме нешто овде кое што не го имаме уклучено, не се е уклучено.
Сега, битна работа е дека се наоѓаме и на долната граница на Болинџер бендот. Значи, буквално се наоѓаме и надвор од оваа граница, како што можеме да видиме моментално. А што се случува кога долг период ќе се најдеме на една граница, се префрлуваме на другата. Така, значи кога се наоѓаме долг период на една граница, се префрлуваме на другата страна. И во оваа ситуација, значи, само прашање на време, од друга страна погледнете сега овој момент. Кога би испоредили на дневно ниво, на неделно ќе споредиме на следниот чарт, кога би испоредиле индикаторите на дневно ниво, погледнете. Волку низок MACD сме имале последен пат овде, а тоа е на 2 мај, и погледнете што случува след. Така. Претходно, волку низок MACD сме имале, погледнете, овде, а тоа е на 24 јануари 2024 година, и погледнете што случува след. Така. Значи, MACD моментално е енормно низок. Истата ситуација можеме да ја погледнеме и за сток RSI кој што е 0 и за RSI кој што прв пат излезе од 30 подолу, значи ова е прв пат, погледнете кога последен пат тоа се случило, ево, 24 август 2023 година. Значи, прв пат, ова, еве, гледайте кога последен пат се случило, да имаме толку низок RSI. Погледнете. Значи, и што се случило после ваквото придвижување на RSI на толку ниско ниво на неделен фактор, значи, уште еднаш ќе повториме, погледнете. RSI последен пат, кога бил толку низок, значи уште еднаш, каде е тоа, погледнете. Значи, апсолутно дно кое што го поставивме, ова е оној дабл баунс кој што го добивме од Wyckoff акумулационата фаза и потоа продолживме во нагорна линија. Повторно, не велам дека тоа веднаш ќе се случи, некогаш потребно месец-два за да се стабилизира цената и продолжи нагоре, но моментално индикаторите се крајно ниски. Тоа е моментот кој што сакам да го разберете. Тоа е на дневно ниво, додека на неделно ниво погледнете. Се наоѓаме на што? На Bull Market Support бендот и гледаме дека и понатаму Bull Market Support бендот представува солидна поддршка на цената на биткоин заедно со 60.000. Тоа е она психолошка бариера каде што многу од луѓето најчесто поставуваат buy orders на 60.000. И потенцијално поминување под ова, следната голема граница би била негде околу 55.000, што кореспондира со долната граница на Болинџер бендот, кој што е практично најчесто и местото каде што завршуваат овие потези, но уште еднаш, ова е некоја радикална промена ако нешто добиеме надвор од очекуваното, значи затоа што уште еднаш ќе напоменам, се наоѓаме во активен bull market. И на неделно ниво погледнете. Сток RSI е надвор, значи се наоѓа под 30, значи е препродаден, RSI се наоѓа на 50, значи само да видите и сами, значи се наоѓа на 54 моментално, значи крајно нисок е уште една ситуација, кога последен пат се наоѓа на 54, буквално овој дабл баунс кој што го имавме од самиот Wyckoff акумулација пред придвижување нагоре е моментот кога последен пат сме имале волку ниски вредности на RSI. Но ако се сеќавате, значи во овој момент ние кажуваме дека се наоѓаме многу високо над Bull Market Support бендот. Зошто го велевме тоа? Историски гледано, посебно ако го земеме 2017-2018 Bull Marketот, значи, што се случува секогаш кога ќе се оддалечиме премногу далеко од Bull Market Support бендот, имаме корекции. Тоа најчесто овие корекции, овдека, значи, ова е школски Bull Market, значи, овие корекции се најчесто до 30%, 35%, овде како го споредиме, ова е исто така негде околу 30%, погледнете. Значи, имаме 40 дури во оваа ситуација, овдека исто така имаме солидна корекција, погледнете, 26%, значи сме имале 3 наврати по 30 до 40% корекција до Bull Market Support бендот пред продолжување на истиот во крајот на самиот, практично Bull. Сега во оваа ситуација гледаме дека се случува ама буквално истото. Зошто го велиме тоа? Че многу е голема веројатност дека ќе добиеме сличен Bull Market како 2017-2018, значи прв баунс, корекција до Bull Market Support band, втор баунс, корекција до Bull Market Support band, трет баунс и така натаму. Така, каде што сега да се надеваме дека нема да успееме да пробиеме под истиот, за да се случи тоа треба оваа свеќа да заврши на неделно ниво надвор од Bull Market Support бендот и под 60.000, тоа би било проблематично. Доколку успее да се задржи, очекувам дека ова ќе биде крајот на корекцијата. Но повторно, не можеме да знаеме со сигурност, се зависи од вестите кои што ги добиваме од пазарот. И уште еднаш ќе напоменам, сосема веќе видено во претходните Bull Market циклуси. Со тоа што гледаме од 2017-2018 е веќе година дена после халвинг. Ние се наоѓаме веднаш после самиот халвинг, што значи дека ние се уште не сме ни почнале да се движиме во тие големи скокови нагоре. Друга битна работа која што треба да забележиме е дека и понатаму остануваме на фактот дека акумулацијата ја завршивме школски. Оние кои што следат каналот знаат за што зборувам. Значи Wyckoff акумулацијата беше завршена буквално на школски начин.
ги предвидовме сите чекори на истата и продолживме кон следниот дел, што е најдобриот дел, а тоа е практично се движиме нагоре до следната дистрибуција, кога ќе биде моментот кога ќе почнеме да продаваме. Значи во дистрибуција ќе почнеме, уште еднаш морам да повторам, да ги правиме видеата за врв на лов, каде што ќе правиме дамп на портфолиото. Значи ќе почнеме да продаваме дел од нашето портфолио, дел по дел, нормално од алткоините, но се уште сме далеко. Зошто го велам тоа? Погледнете, на патот до врвот на дистрибуција, кога конечно ќе почнеме да продаваме, затоа што ние нема да имаме врв и одма дамп, значи ја не верувам дека ќе видиме веќе такво сценарио како 2017-2018 година, значи ние се ногаме на пат каде што има солидни корекции, како што тоа го видовме во претходниот чарт на 2017-2018 година. И моментално оваа корекција е сосема нормална. Значи нема ништо посебно, нема ништо страшно. Корекцијата дури и до самото дно е 20%. Се разбираме? Дури и до дното кое што го постигна на $58,000 е 20%. Ништо толку страшно. Од друга страна, видовме дека вчера алткоините не паѓаа додека биткоин паѓа, затоа што луѓето се откажаа. Значи луѓето не продаваат веќе, се разбираме? А зошто е тоа така? Доаѓа момент каде што луѓето веќе не продаваат, значи не очекуваат подлабок пат и нема продавање на алткоините. Вчера, додека биткоин направи корекција од 6%, освен Uniswap кој што имаше поголема корекција, другите алткоини направија корекција од 2%. Така? Што значи дека луѓето веќе не продаваат алткоини доколку не добие сега некоја, не знам, повтора некоја страшна вест, се разбираме. Но сега, за сега гледаме дека алткоините веќе на некој начин го достигнале барем локалното дно. Сега, друга интересна работа, пак ќе се навратиме на овој дел, значи после халвингот најчесто доаѓа корекција. Тоа сме го виделе многу пати, еве ќе го покажеме уште еднаш. Значи еве го халвингот претходен, ние сме добиле 3 месеци корекција надолу. Ако се вратиме назад, значи овдека имавме халвинг, имавме неколку месеци корекција. И 2014 година истата ситуација, погледнете и сами, значи нормално е да добиеме корекција после секој халвинг. Погледнете, неколку недели корекција. Што значи дека ова што гледаме не е воопште надвор од вообичаеното, е сосема нормално и не гледам причина зошто би не плашело. Како што кажате се, тоа е реалноста, не можат сите да го фатат возот, иако мене ми е криво, но реалноста е дека не можете да ги натерате сите да останат во пазарот, плюс не смееме да го правиме тоа. Уште еднаш ќе напоменам, ние не сме финансиски инвеститори, се извинувам, финансиски консултанти, ние не даваме совет што да правите, ние само кажуваме што ние правиме на пазарот. И чисто за оние кои што треба да го погледнат тоа многу почесто, погледнете каде се наоѓаме. Значи ние се наоѓаме на макроканал кој што знаеме во која насока ќе се движи, само прашање на малку трпение. Затоа што ние имавме енормно трпение до сега. Зошто го велам ова? Каналот почна да работи во април 2022 година. Погледнете. Преку најголемиот дамп, преку оваа голема акумулација која што имавме на Wyckoff и конечно добивме памп во последниве, да речам, 6 месеци. Што значи дека ние се уште не сме ни почнале во најдобриот дел од бул маркетот. Сите кои што следат нашиот канал уште од април 2022 година поминале преку најлошото. Жално е сега да се откажат, но повторно секој од вас мора да одлучи самиот за себе. Идејата е дека овој макрочарт многу јасно ви покажува што се случува после секој халвинг. А ние само што го добивме овој халвинг моментално во 2024 година. И сега сакам некои кратко, значи интересни, да речам, дополнителни индикатори да ги покажам. Значи многу битна работа, погледнете и сами. Моментално овој алткоин сезона индикаторот е на 22. Што значи дека сме крајно во биткоин сезона, затоа што моментално нормално биткоин има, нели, голема биткоин доминација, лудила, верувам дека моментално Бенџамин Коен седи, се разбираме, нели? Значи колку било право, уште еднаш ќе напоменам, ние воопште никогаш не го споревме фактот дека биткоин може да достигне уште поголема доминација. Идејата е дека и понатаму алткоините, ова е на некој начин крајот што можеме да го видиме од оваа корекција. Зошто го велам тоа? Да видиме што се случило последен пат кога алткоин сезоната била на волку низок левел. Тоа е во октомври 2023 година. Чисто за компарација, сега ќе отвориме неколку алткоини да видиме што се случувало во октомври 2023 година. Значи ќе почнеме од најголемите, па ќе продолжиме понатаму. Октомври 2023 година, да видиме што се случувало со цената. Еве, октомври 2023 година цената почна да се движи нагоре и од тој момент достигнала, погледнете, 300%. Ова е Етериум. Ада,
октомври 2023 година, значи успеа да достигне максимум од 238, но се уште е на 60% од претходното дно. Ова е чисто за оние кои што мислат дека понатаму Бенџамин кој не управо. Значи вие дури и да сте преживеале оваа корекција, вие сте 60% во профит. Не, сега ова ќе го направиме како вежба чисто да видат сите како моментално изгледа. Значи, еве го, октомври рековме, значи вие сте добиле 160%, а моментално сте на 127% од моментот доколку сте купиле во октомври 2023 година, односно доколку сте ги следеле советите на нашиот канал. Повторно, не е задолжително, ова е само да видите како изгледа. Еве и XRP кој што никој не го сака, и него ќе го споредиме чисто за да видиме како изгледало. Значи рековме октомври 2023 година, овдека нема да добиеме некои позитивни, дури сме у минус, еднакво. Значи како било во октомври, така и моментално цената, значи нема некоја голема разлика, но за разлика од тоа останатите има голема разлика. Погледнете. Октомври 2023 година сме достигнале неверојатни 233% на покадот, а моментално оние кои што и понатаму држат 65% во плюс. Матика. Октомври 2023 година сме достигнале 157%, а моментално се 15% во плюс. Пак сте во плюс. Од друга страна ви дава втора шанса да купите повторно. Октомври 2023 година сме достигнале 227, а моментално сме добри 100% во плюс. Така. И сега ако продолжим надоле, гледате каде се тоа. Така. Значи сите се оприлика слично овде, освен XRP. Верувам дека многу од оние кои што го обожаваат сега моментално се кажа ха-ха XRP. Ево октомври, значи ICP 640% моментално сте и понатаму во 200% плюс. И ако продолжим ќе го видиме истиот резултат на сите алткоини моментално, а зошто е ова битно? Затоа што ако моментално овој чарт што ние го следиме вроди со плод, а очигледно ќе вроди, гледаме што се случува, че се наоѓаме практично апсолутно дно. Нема каде да одат алткоините наспроти биткоин. Вие купувате алткоини по пука сиротиња цени. И сепак се подобри од претходниот пат кога сме советувале дека треба да купувате во октомври 2023 година. Така, затоа што ние не купуваме од октомври. Ние купуваме уште од крајот на 2022 и така речено почетокот на 2023 година, че ние веќе до октомври сме имале добри 10 месеци акумулација. Се разбираме? А ние зборуваме од октомври само. Така. И на неделно ниво да видиме што се случува со RSI на сите коини. Значи погледнете каде се наоѓаат поголемиот дел од алткоините. Се наоѓаат под 40. Поголемиот дел од алткоините се наоѓаат под 40. Средна вредност на сите алткоини во светот е 43. Значи одлично време за акумулација, тоа што го правиме и ние моментално, но не ги бираме проектите. Сега нормално и мене не ми течат по ногавици пари, нормално е дека треба некогаш да почекате додека се акумулираат средства. Биткоин сентимент 0,03. Толку слаб не бил уште од погледнете. Ова е кога? Септември 2023 година. Значи пред цела една година последниот пат бил волку низок биткоин, но ова е делумно и навистина е поврзано со летните одмори на сите во светот, посебно северната хемисфера, така да верувам дека тоа е причина. Уште еден интересен индикатор кој што го следиме постојано, тоа е CBBI. CBBI моментално е на индекс од 65, што мене ме радува, затоа што ова е така речено групен индекс на многу битни, да речем, индикатори, кои што многу досега, барем она што го следевме заедно, ако се сеќавате, дното многу јасно го прецизираше дното на биткоин чартот, кога го следевме овој индикатор, претходно истиот го следев и кога бевме на самиот врв, но како и да е, значи, нели, моментално гледаме дека е добар индикатор затоа што ни покаже дека сме премногу високо, кога бевме премногу високо и сега моментално гледаме корекција која што е, значи, добре дојдена, затоа што врвот најчесто на овој индикатор и многу јасно во претходните 3 циклуси ни представували врв на цената на биткоин. И затоа се надев дека нема да добиеме left translated cycle, ова беше еден од првите индикатори кои што ми покажувал дека е потенцијално можен left translated cycle, што очигледно нема да се случи после оваа корекција. Значи 65 е одлично затоа што ни дава простор за движење нагоре во следниот период. И нормално за крај, ова се само некои оние стандардни биткоин чартови. Првиот е Rainbow chart кој што ни покажува во кој дел од циклусот се наоѓаме и понатаму се наоѓаме во стандардна акумулациона зона која што допрва ќе вроди со плод кога конечно ќе се придвижиме кон жолто, портокалово, па потенцијално и црвено.
Вториот ни е P-Cycle Top and Bottom Indicator, каде што практично средните вредности на биткоин ни помагаат да видиме кога се ногаме на врв. Во оваа ситуација битен ни е врвот. Значи врвот ќе го постигнеме кога конечно ќе успееме да испаднеме надвор од овој индикатор. Погледнете веќе во неколку наврати, тоест во три циклуси, 3 пати успеал да испадне. Овој пат го допревме, но не успеавме да испаднеме нагоре. И верувам дека допрва ќе го достигнеме моментот кога конечно ќе испаднеме нагоре и ќе продолжиме во следниот циклус. Се ногаме многу рано во овој циклус и нормално MVRVZ скор, што е уствари колку е преценет или потценет биткоин, каде што гледаме дека најчесто негде од 7 па до 10 представува моментот каде што овој индикатор ни покажува дека сме на врвот, а се ногаме само на 2. И за крај би сакал само уште еднаш да го спомнам овој индикатор, зошто велам дека сите овои индикатори се солидно показатели на тоа каде се ногаме, затоа што ако погледнеме главниот индикатор кој што го следиме како биткоин циклус и понатаму останува дека 35-та недела од дното на претходниот циклус кој што досега бил практично во 2 наврати точно врвот на биткоин е негде околу октомври-ноември 2025 година. Се ногаме многу рано во овој циклус, имаме уште практично цела една година до неговиот крај. Не значи дека точно тоа ќе биде врвот, иако досега во 2 наврати бил, но тоа не го менува фактот дека ни покажува дека се ногаме рано во овој циклус, веднаш после халвингот, а знаеме што се случува после секој халвинг. Ви благодарам, за жал немам повеќе време, се надевам дека уживавте во нашето видео. Се што барам како и секогаш од вас е препорачете го нашиот канал и овој материјал затоа што се ногаме во многу битен дел од бул маркетот кој што доколку го пропуштат македонците, после ќе треба да ги убедуваме да не купуваат за да не бидат нечи излезен капитал. Така да ви благодарам, се гледаме во утрешното видео и поздрав од Крипто Гемиџи.